сатите поминати гледајќи се во огледало, значи тоа се огромен број на сати. Значи ти си запознаена со своето тело, да кажеме, не ти туку луѓето кои што се бават со тој спорт, навистина развиваат едно чувство за естетика многу поразлично од по специјализирано, по чисто да кажеме, од останативе луѓе. Да не зборам за луѓе кои што не се спортисти, но стварно колку тоа чувство на естетика, да кажеме, кое што мораш да го развиеш, затоа што ти мораш да изгледаш совршено, да наречам, колку тоа ти представува проблем, да кажеме. Колку е проблем да ја бркаш совршеноста цело време. Види, огледалото е чин во секоја теретана. Теретана без огледало не постои. Исто така и бодибилдер, дома ако нема огледало, значи не е бодибилдер. Значи не може да биде у тој спорт. Од една страна, некој знаеш ќе каже нарцизи сме ние. Не сме нарцизи, едноставно огледалото е дел од тебе. Како што исхраната мораш да имаш огледало дома. Или кај да идеш, ти цело време се гледаш, нон-стоп се гледаш. Формата ти е многу битна. Дур вежбаш, многу ти е битно да се погледнеш како вежбаш, што вежбаш. Значи, таа конекција што ќе се поврза што огледалото и мускулот, што работи, како работи, тоа го презентираш ти на бина. Ако не имаш огледало, од кај ќе знаеш ти што правиш на бина? Значи огледала во теретаните не се стаени За гледање дали сме убави Да. улица. Буквално така. Значи има практична Туку, примена да. во процесот уствари на Да. на вежбање. Тоа е Ете интересно. има многу клиенти што помини замини само, знаеш, ќе се гледа така, добро сум, ќе се стегаат. Ама Ако делот не се огледалата, значи јас не знам, не можам да замислам теретана без огледало како би изгледала. Сите би биле како глупи внатре, како шунтави, нема да знаат што прават. Тоа е баш еден јак чин од секој спорти што се бави да, со мислам теретана. неверојатно вака кој ако размисли човек малце колку елементи се во игра кога човек ќе влезе во теретана да вежба, затоа и најверојатно многу луѓе не ја сакаат, мислам не преферираат аутдор Па да да, практикуваат. нема да ја сакаат некои теретаната, зашо не може да се померат со тоа од огледалата, како што ќе се гледат. Сликата, значи, ама реално Да. тешка слика е кога Да. па посебно човек кога првпат влегува, мислам денес е веќе многу познато и многу присутно дека значи луѓето бегаат од својата несовршеност. Стварно не сакаат да се соочат со тоа Да. и од тука нели доаѓаат и тие пластични операции и различен тип на корекции кои што ги прават само за да коригираат дел од себе и да го направат прифатлив прво пред самите себе, а после и пред другите.